Веќе 8 ден трае потрагата по 68-годишниот Петрев Назим Пепи, кој пати од деменција. Семејството и натаму моли за помош и информации дали е виден некаде. На социјалните мрежи постојано се споделува фотографија од дедо Пепи и апели доколку некој од граѓаните го забележи да се јави на телефонските броеви од неговите најблиски или да пријави во полиција. Јасемин Назим, сестрата на дедо Пепи, како што го нарекуваат, за еден ТВ вели дека според последните информации од граѓаните, тој бил забележан вчера во скопската населба Аеродром, но проверката на камерите од трговскиот центар Бисер, од каде што било јавувањето, не дала резултати. Дедо Пепи не е лоциран на снимките. Јасемин вели дека изминативе денови има многу јавувања од непознати луѓе кои тврдат дека го забележале, но никој не му приоѓа, бидејќи како што вели, сите мислат дека е човек кој лута или пак доцнат со пријавувањето. Има и многу лажни дојави за лоцирањето на нејзиниот брат, вели Јасемин. Претходно до семејството пристигале информации дека е забележан во порта Влае, но и Чаир и Сарај. Од полицијата велат дека потрагата се уште активно трае, а неговите најблиски не се откажуваат. Апелираат луѓето да не се плашат да му се приближат, за да му помогнат да се врати дома. Ако го видите на лице место, веднаш задржете го, прашајте го како е и како се вика, кроток е и дружелюбив, мисли дека секој му е пријател, велат неговите најблиски. Дедо Пепи пред 8 дена излегол од своето живеалиште во Тафталиџе, Скопски Карпош. Облечен е во сини тренерки, сина пижама на пруги и бели Nike патики. Човекот пати од деменција и како што тврдат неговите блиски, е мирен и кроток. Има најразлични случаи кога лица со овакви болести се губат. Некои брзо ги наоѓаат, а некои за жал не ги наоѓаат живи, велат медицинските лица. Алцхајмеровата болест и деменцијата според докторите е многу компликувано заболување кое создава и компликувана ситуација во општеството, но граѓаните да не се плашат да се доближат до овие лица кои се загубиле, затоа што тие не се опасни по околината и нема да ги нападнат.